Почитувани сограѓани на општина Карпош, велат дека и најдолгиот пат почнува со првиот чекор. Скопје веќе тргна кон тој пат. Пат кон подобро, модерно и урбано живење. Карпош, некогаш најурбаната општина во Скопје, за жал никако да фати приклучок на тој пат. Кај нас, асфалтирањето улички и редењето бекатон плочи се представуваа како големи проекти кои го менувале ликот на Карпош. Представувајќи се пред вас како кандидат за градоначалник на општина Карпош, почестена што сум задолжена со оваа сериозна и одговорна задача, ви велам дека Карпош може многу подобро и побрзо да се развива. Карпош има потенцијал да гради и спроведува сериозни проекти. Ние сме градителите на сопствениот живот. И од вас, граѓаните на општина Карпош, барам да се вклучите во градењето на нашето обкружување, нашата средина. Со заедничка работа, со енергичност и посветеност да излеземе од летаргијата, да го надминеме просечното и тековното одржување и да се вклучиме на патот на кој нашиот град одамна е тргнат. Карпош е една од најубавите општини во Скопје и заслужува одговорна локална самоуправа. Граѓаните заслужуваат вистински партнер за градоначалник, со визија и идеи. Градоначалник кој стои на зборот и ги исполнува ветувањата. Мојата визија за Карпош е преточена во мојата програма. Во неа можете да видите конкретни проекти за развој на Карпош, рокови за нивно исполнување и низа мерки за подобрување на животот. Би ги издвоила проектот за изградба на 2 стамбени објекти за млади брачни парови во периодот од 2015 година до 2017 година во соработка со Министерството за транспорт и врски. Предвидено е изградба на нов модерен драмски театар на местото на стариот. Проектот ќе се реализира во соработка со Министерството за култура, а рокот е 2016 година. Долгогодишната потреба на граѓаните на Карпош за изградба на православна црква во урбаниот дел од градот конечно ќе биде реализирана. Проектот ќе се реализира со средства од донации до 2014 година. Нашата општина се вбројува во општините со висок процент на возрастна популација. Наша обврска е да водиме грижа за нивен достоинствен живот. Капацитетот на постојните пензионерски домови станува се помал, поради што има потреба од изградба на нов пензионерски дом во општина Карпош, со цел обезбедување на заштита на старите лица, ќе се залагаме за отворање на клубови каде низ друштвени и социјални игри креативно би го исполниле слободното време. Рок за реализација на овие проекти е 2013-2014 година. Изградба на економска зона кај Бардовци и изградба на локален зелен пазар на раскрсницата во Злокуќани кон Бардовци. За поттикнување на економскиот развој и привлекување на инвестиции во општина Карпош, ќе изградиме економска зона на потегот околу пругата кај селото Бардовци. На тој начин ќе се искористат поволностите од постојната железничка и патна инфраструктура во која влегува и обиколницата на градот Скопје. Рокот за изградба на економската зона е во периодот од 2014 до 2016 година. На раскрсницата во Злокуќани кон Бардовци досега се продаваа прехранбени производи во несоодветни услови, поради што, како нова општинска власт, ќе пристапиме кон решавање на овај повеќегодишен проблем. До 2014 година ќе се изгради нов зелен пазар
кој ќе биде соодветно уреден и ќе се обезбеди паркинг простор. Со дел од наведените топ проекти за периодот од 2013 до 2017 година, почитувани сограѓани на општина Карпош, ја предвестуваме и днината на општината Карпош. Да не дозволиме општината Карпош да се гетоизира и затвори сама во себе со невидлива ограда. Да ја тргнеме лошата шминка и да почнеме вистински да го развиваме Карпош со цигли и бетон, со сеопшт економски, социјален и духовен подем. Да почнеме заедно да ги менуваме работите. Да го вратиме Карпош на неговите граѓани. Да го вратиме Карпош во Скопје. Јас сум Јагнула Куновска, кандидат за градоначалник на општина Карпош.